Добар ден, читувани ученици. Денеска заедно со Одисица Мики ќе го обработуваме расказот И баба знае за главот. Во својата тетрадка напиши што повеќе зборови со кои ќе кажеш се што работи дома твојата баба. Ако немаш баба, напиши за твојата мајка. И тука имаме неколку сликички каде што се представени баби кои што нешто прават или нешто работат. Од тука на првата слика ја гледаме бабичката што се гушка со своите внуци, претпоставувам. Овде гледаме една бабичка која што работи две работи истовремено, додека зборува на телефон, прави колач веројатно. И тука имаме една бабичка која што плете чорапи за своите внуци и имаме бабичка која што носи кафенце. Расказот И баба знае за глаголи сега ќе го прочитам изразно, а вие внимателно ќе ми слушате и ќе внимавате. И баба знае за глаголи. Денеска се вратив од училиште и баба ми веднаш ме праша: "Што учевте денеска?" "За глаголи," и одговорив. "За глаголи? Што беа тоа глаголи? Ја сум заборавила на нив. Ќе ми кажеш, мило, што беа тоа глаголи?" "Бабо, зар навистина не знаеш? Па тоа е толку лесно. Ајде кажи ми, што правеше ти денеска додека јас бев на училиште?" "Штом станав, си сварив кафе, ги наместив креветите, го приготвив ручекот и седнав да ти го доплетам џемперчето. Морам да ти признам дека и малку дремнав пред телевизорот." "Ете, бабо, гледаш," колку глаголи ми кажа. "Сите тие зборови што означуваат работа или некое дејство, се викаат глаголи." "Ти благодарам, бабино моје, ти навистина си многу паметно дете." А сега баба сака да направи уште еден глагол и ќе си оди во својата соба. Цврсто ме гушна и си отиде задоволна во својата соба. Колку брзо научи мојата бабичка за глаголите. А вие, драги мои другарчиња? Ќе приметите дека во расказот некои зборчиња се одвојуваат од останатиот текст, се затемнети со дебели букви или се болдирани. Ги гледаме зборчињата што се тука, вие сами можете да ги прочитате. Чекате, овдека имаме една грешка. Ние веќе го кажавме тоа, тие зборчиња вие ги приметивте и да видиме кои се тие зборчиња. Се наоѓаат во овој дел од текстот и еве ги сите напишани се на овој лист. Станав, спротивно седнав, сварив, доплета, наместив, морам, приготвив, признав. Кои се овие зборови и што означуваат тие? Вие сигурно знаете дека овие зборчиња или зборови означуваат некакво дејство, работа или состојба. И тоа е всушност и темата која што следи после овој час, а тоа е дека ќе учиме поопширно за глаголи. Ние тука само ќе ве воведеме со нив, заедно заклучно со овој текст, со овој расказ, а тоа дека точно е некаква работа представуваат или, како што кажа другарчето во текстот, дејство или состојба, и глаголи се зборови кои што означуваат работа или учи, трча, копа, плете, дејство дреме, стои е вакво, стои е друга состојба, а дреме, седи, гледа и стои, а состојба врне, цвета, се радува и мисли. Аз се извинувам за грешката што ја направив. Значи, тоа се уствари глаголи. Како што кажав, поопширно ќе учите за нив. Денеска само ве воведуваме преку овој текст. За домашна работа имате да одговорите на следниве прашања кои што се наоѓаат во учебникот на страна 196, а тие кои што го немаат овој учебник или кои што не работат по овој учебник, може да си ги препишат прашањата од e-училница или да паузирате на телевизорот можете
и да ги препишете прашањата. Еве уште неколку глаголи кои што вие можете да ги правите со своите бабички, татковци или мајки, не мора да значи. Тоа можете да се гучкате, да се сакате, да се играте и да се чувате безбедни дома. Благодарам многу на вниманието и останете ми во добро здравје.